Почитувани, добар ден и добре дојдовте во спортското издание од вестите на телевизија Нова. Ќе разговараме на тема ракомет. Младата ракометна репрезентација на Македонија не израдува во овие божикни празници, обезбеди настап на светското првенство кое ќе се одржи летово во Алжир. Затоа наш гостин Илија Темелковски, селекторот на младата репрезентација. Темелковски, добар ден, добре дојдовте во телевизија Нова. Добар ден и добро ве најдов. Најнапред честитки од сите нас за успехот кој го остваривте, пласманот на светското првенство, нешто што го најавивте на почетокот од подготовките. Па добро, ја сум благодарен на довербата што ми ја даде Федерација и координаторот на сите селекции, господин Лино Червар. Верувам во оваа генерација на млади ракометари, дека има квалитет, и се нафатив на оваа работа. Ја видов и групата учесниците на квалификации Полска, Португал, Турција и со оглед на тоа дека има оваа репрезентација навистина уште многу што да каже, се нафатив и за наша среќа успеавме во овие квалификации се пласираме на едно светско првенство и за мене беше навистина еден предизвик. Ја водев две генерации на младински репрезентации кои што учествува на европски првенства Атина и Полска. Тоа беа генерациите на Кирил Лазаров, втората генерација беше на генерацијата на Миркуловски, Мите Стоилов, Кузмановски, Борко Ристевски, Филип Лазаров. И ова е трета генерација што навистина сум задоволен што еве и трета генерација успеавме да отидеме на едно големо такмичење, тоа е светското првенство. Каков е капацитетот на оваа генерација? Треба да ги наследи и овие играчи кои ќе настапат на светското првенство сениорско во Франција. Тие треба да бидат наследници на оваа успешна генерација која полека, но сигурно го привршува, да кажеме, својот мандат во сениорскиот тим. Имаме ли звезди? Го имаме Филип Талевски, но имаме и други звезди во овој состав младински наш. Вака, ја еден период, знаете, бев и селектор на репрезентација, сега сум прв помошник на Лино Червар. Мислев дека има шанса да се направи еден вакуум во однос на онаа генерација и сега оваа генерација што доаѓа. Сега откако почнав да работам со овие млади ракометари, мислам дека има голем потенцијал и дека нема да има простор за некој поголем вакуум. Ракометариве што се младинциве се на некој начин за тие години доста зрели и квалитетни. И она што ако, например, фалеше некој играч, имавме некој повред, имавме, еве, конкретно за Кузмановски, за Крстевски и некои други играчи, сега веќе мислам дека ќе се комплетираме и со оглед на поголем фонд на играчи квалитетни, дека оваа генерација ќе може без проблем да ги наследи овие повозрастниве, така да кажам, и да што помалку се осети оној вакуум меѓу една генерација и друга генерација на репрезентативци. Во текот на овие квалификации во Скопје за светското првенство против Полска, Португалија и Турција, овие момчиња покажаа и еден победнички менталитет, покажа победнички карактер, го направија невозможното возможно. Надпреварот со Турција е практично еден историски резултат да се стигне на таква гол разлика од 19 гола на дополнета практично со 20-тиот. Беше исклучително тешко, поготово ако се знае дека се одиграат трите меча практично едно по друго и беа исцрпени и буквално се бараше резултат од оваа генерација на последниот меч кога беше и најтешко. Што ги советувавте, изјавивте дека ништо не е недостижно? Па вака, ја ќе почнам, малце ќе се вратам назад. Оваа генерација на играчи играше во една суперлига, зрееше, растеше со одреден квалитет. Морам да кажам дека за овие резултати и квалитети на овие младинци доста е заслужен и Александар Јович, кој што ги водеше низ тие првенства македонски,
успеа во едни квалификации, не му се отворија некои работи на тоа европско првенство, може би не толку од као квалитет, него од една може би психолошка подобра припрема пред европското првенство. Видоа дека не треба, као што викаме ние, прво да рипнеш па да кажеш оп, они малце премногу мислеа дека веќе достигнале некој квалитет, малце требаше да се поработи кај нив на една психолошка припрема, малце да се приземат и да се почне со некоја така организирано тактичко, технички и психолошка припрема за овие играчи, што преку Маврово и Собирот заедно со репрезентација успеавме малце да ги амортизираме тие емоции, да малце со поладни глави влеземе во овие квалификации, многу опрезни, што се покажа дека сме имале право, затоа што многу малку фалеше и оваа генерација на некој начин ова да им биде последен настап. Ние се спремавме против таа Полска, мислевме дека таа Полска ќе биде решавачка. Да, ви изненади или Португалија? Многу ни изненади. Ние целиот акцент го ставивме на Полска. Имавме некоја доза и против Португалија, дека треба да бидеме опрезни, ама не ја гледавме Португалија и не се спремавме така за Португалија. Акцентот беше Полска, наводно на надпреварот после тоа ќе ги видиме португалците и не се спрема тактика преку ноќ. Треба малце поише да се размислува и за секој надпревар. Така да, сега веќе е друга состојба, сега веќе го остваривме планот и мислам дека со едни добри подготовки, да не зборам дека може оваа генерација да добие уште една шанса за една добра потврда на светското првенство. Според она што го прикажавме против Полска и Португалија, веќе ја иземеме Турција како најслаба репрезентација. Македонија е инаку првата селекција во европските квалификации која преку квалификациите обезбеди настап на светското првенство. Немаме се уште увид во однос на конкурентите кои ќе дојдат од Европа на Мундијалот во Алжир, освен оние репрезентации кои веќе се потврдени како Франција, Шпанија и Германија, кои веќе го имаат обезбедено настапот на светското првенство. Колкав е овој капацитет на оваа генерација, на оваа селекција да стигне до добар резултат, да биде меѓу првите 5-6 можеби селекции на Мундијалот во Алжир? Имаме ли такви амбиции? Па, знаете како, мора да бидеме оптимисти. Мораме да имаме големи амбиции за да направиме големи резултати. Не треба да бидеме скептици, мали и да калкулираме, па чекај, играме со овие, играме со тие. Нормално, сите играат ракомет, сите се силни репрезентации, секој е почит према останатите репрезентации. Мораме да веруваме во себе, како што верувавме во себе дека можеме да ја победиме Турција и повеќе од 20 разлика, дека можеме да го стигнеме тој резултат. Оваа генерација се нема уште доволно потврдено, али со доволно квалитети да на едно светско првенство и мора да бидеме малце, извинете, вака безобразни дека сме силни, јаки и само така да настапуваме. Ако не настапуваме така, ако бидеме на некој начин така наведнати, не, позитивни, исправени горе, вера во себе, сме се докажуеле и сме докажани во некои рамки и зашто да не веруваме дека оваа генерација може и гарантирам дека ќе стигне до еден изуzetно висок пласман. Што ги советувавте играчите на полувремето на мечот со Турција? Само да напоменам и да подсетам дека некаде во 49-та минута стигнавме до 19 разлика, онаа посакувана фантастична предност. На полувремето немавме таква предност. Каква беше атмосферата на полувремето во соблекувалната? Што ги советувавте нашите играчи? Бевме блиску, но и далеку до тие 19 разлика. Па прво ќе кажам за надпреварот Португалија-Полска. Не очекувавме дека ќе заврши со 13 гола разлика во предност на Португалија. Секој го плаши таа разлика од 20 гола да надополниш. Ја ги осетив играчите дека малце се замислени, немаше така некоја ведрина како на претходните два надпревари
и реков, нека не ме плаши резултатот. Момци, верувајте во себе, верувајте дека може да го постигнете она што мислат многу дека не може да се постигне. Акцентот беше вака, прво да одиграме одбрана. Дека без одбрана не можеме да направиме толкава разлика. Не е ова утакмица да се игра гол за гол, него треба да се стегне во одбрана, да бараме многу полесен гол, да трчаме на полу контра и контра и да имаме стрплив напад кај што да имаме една добра реализација. И второ им реков, нека не ме паќа паника, и 5-та, и 10-та минута, и 20-та минута у прво полувреме, ако немаме некој пристоен резултат што може да се стигне. И да биде 5 разлика, и да биде 10, немојте да мислите дека сме завршиле работата и немојте да паќа паника дека нема време, а бркаме 20 разлика. Мораме да задржиме концентрација, мора да бидеме многу борбени, мора да трчаме, да се бориме за секоја топка. И они го сватија тоа, дека се е можно. Пристапивме така, ја дури на шала им реков, 15-5 на едно полувреме, 15-5 на друго полувреме, ете разликата. Само да имате концентрација, 60 минути, не е малку, да го задржиме тоа и верувам во вас дека ќе се пласираме на тоа светско првенство. Покажа овие момчиња дека на последниот надпревар, кога се најуморни, кога се бараше најмногу од нив, таков победнички пристап. Имаше и многу осцилации на мечевите и со Полска и со Португалија, каде што противниците знаеа да ни направат 4-1, 5-2, 6-1, 6-2. Ве плаши ли во текот на играта кога има такви падови, еве во пресрет на светското, не е така брзо, меѓутоа сигурно дека ќе треба да се анализираат овие падови и осцилации во играта на младата репрезентација. Ова се млади момчиња сепак. Добро, ја ќе ви кажам дека малце и својствено е тоа на некој начин. Тешко е да се стабилизира и да се игра од прва до 60 минута стабилно, без многу осцилации. Поготово кога вие млади ракометари. Нормално ние работиме на тоа да има што помалку падови и успони, да се држи една линија и да се оди нагоре. Ја ќе ви кажам дека сведоци се многу надпревари во сениорска конкуренција и клубски на репрезентативна план, кај што репрезентации и клубови со многу искуство и квалитет вода 10 па ќе паднат. Најголем пример е финалето на Лига на шампиони, кај што сите мислевме дека е завршена работата со Беспрем, па загуби, а Килце стана шампион на Европа. Така да нема опуштање. Ни се работи на тоа да цело време да имаш, да задржиш една концентрација. Јас сега не да видам тоа дека ги правдам нашите ракометари. Ние имавме тешки припреми во Моамарова. Се приемаме за една Полска. Мислеме дека со 8 разлика Полска си ја завршиме работата. Дојавме во една ситуација со Португал, кај што се соочивме се на вистина една квалитетна репрезентација и тоа се требаше да го амортизираме, исполниме, надополниме, како физички, така психолошки, така технички. Добре што успеавме да останеме во игра и на крај, кога видовме дека ова е се, фрливме се на една карта против Турција и на крај успеавме. Освен Талевски, кој се сели веднаш по светското првенство во Германија, останатите се 100% играчи кои настапуваат во домашното првенство. За вас тоа е предност или можеби потешкотија? Па добро, можам да кажам дека е предност. Ќе ги имаме сите. Ние до званичните подготовки за Алжир, ја ќе се потрудам да го изготвам тој план и да го презентирам и да ни се даде можност да имаме неколку собири пред главниот собир и припрема за светско првенство, кај што добро е што ги имаме повеќето играчи сенталевски овде во домашно и во првенство. Не би можеле такви собири да правиме ако имаме повеќе играчи во други клубови надвор од Македонија. Така да нема ние нешто драстично да менјаваме. Тие се тие играчи. Може само едноставно да поработиме поише на тоа уигравање,
на таа одбрана, на таа трансформација од одбрана во напад, да малце поише и психолошки се припремиме заради тие осцилации што викаме дека може да постојат во таа игра. Тоа е еден турнирски систем кај што мислам дека треба да се обрне внимание на се и со една фина програма може тоа се да се среди и да видиме, да не речем, многу спремни за тоа светско првенство. Во април ќе ги добиеме противниците во групата за светското првенство во Алжир, кој се игра во јули. Колку очекувате европските селекции на Мундијалот во Алжир да доминираат? Познато е дека и во сениорскиот ракомет, но и во младинскиот, дека Европа ги дава главните конкуренти за титулата. Па ја мислам дека и на светско првенство ќе биде така. Главен збор ќе се води околу европски репрезентации. Не можам да кажам сега, можам да издвојам неколку репрезентации, али меѓу тие репрезентации мислам дека ќе бидеме и ние. Тука е Шпанија, тука е Франција, тука е Германија, тука е, мислам дека Исланд може да се замеша, Данска, Шведска и така натаму. Не можам да кажам од источниот дел дека ќе има некои репрезентации што ќе конкурираат помалку повеќе на тоа европско првенство. Сепак светско, ама главниот збор го водат европски репрезентации. Така било и во кадетска, така било и во сениорска и во младинска конкуренција, мислам дека ќе биде така. Гледаме во работна опрема, во тренерки, дојдовте од тренингот на А селекцијата, која тренира во автокоманда. Ноќта меѓу понеделник и вторник патувате во Франција на Мундијалот, отвараме со Тунис. Каква е атмосферата во репрезентацијата во пресрет на настапот на светското првенство? Сите се, предпоставувам, подготвени, познате и списокот на играчи кои ќе патуваат во Франција во МЕЦ. Па вака, пред да почнам да зборам за репрезентација, да кажам дека имавме голема помош од целокупното раководство на Ракометна федерација во овие квалификации за младинска селекција. Морам да кажам дека Ице Соколовски, тренерот на Прилеп, даде голем допринос во ова. Чакаревски, кој што беше дел од овој стручен штаб на некој начин како директор на репрезентација и младински ја селекција. Федерацијата неспорно, оние сите луѓе што работеа во таа федерација околу организација и така натаму, сите допринесоа да овој резултат и овој пласман на светско првенство биде заслуга на покрај, ја не викам најголемиот товар го понесоа играчите. Салата Кале беше исполната, да не речам, пристојно, имавме поддршка и од навијачи, така да се уклопи и сме на тоа светско првенство. Ова што ме прашавте за селекција, сега доаѓам и од тренинг после божичните празници, прв тренинг. Веќе се знае списокот, 19 играчи кои што беа присутни денеска на тренинг, заедно со целокупното стручно раководство. Финиширавме и финишираме. Ни остануваат уште 2 тренинга, попладневниот и утре. Се гледаат више завршните подготовки. Сите се максимално сконцентрирани од она што не очекува во Франција. Доволно искусни, дел од таа репрезентација, учесници на многу европски и светски првенства. Млади кои што несомнено, да не речам, учат и се прилагодуваат на условите како во одбрана, така и во напад. Атмосферата е добра, предпазливи сме многу, групата ни е силна. Насочени сме на Тунис, кој што бевме насочени во младинска конкуренција на Полска. Мислиме дека преку Тунис, нормално Ангола, вториот надпревар, дека ќе обезбедиме пласман во вториот круг, а се она понатака, мислам дека ќе ни се отворат многу поголеми шанси и против Словенија, и против Исланд, Шпанија, да се избркаме својата шанса, али нема да рипаме многу, него ќе идеме надпревар по надпревар и ќе имаме доволно време. Секој надпревар
што ќе помине да го заборавиме и да се спремиме за наредниот надпревар. Светско првенство е, сите ремстаци се доста спремни, гледаме видеозаписи и се прилагодуваме на се оне од тактички, физички план, психолошки план, да се представиме во едно најдобро светло на светското првенство во Франција. Сосема за крај, јавноста виде еден надпревар на нашата репрезентација, оној од отворен тип против Босна и Херцеговина, одигравте два од затворен тип. Колку тактиката која ја најави како поинаква селекторот Лино Червар им годи на играчите во пресрет на Мундијалот во Франција, дали тие се навикнуваат на новите идеи на Лино Червар? Видовме дека игравме и со 7 играчи во напад без голман. Тоа е доста ризично, меѓутоа, еве да не откриваме се разбира, но колку играчите успеваат да се прилагодат на новиот стил на игра кој Лино Червар сака да го примени на Мундијалот во Франција? Добро, има работи кои што треба време. Треба време и за овие млади играчи да го се тоа во играат, усовршат, се прилагодат на некои нови барања од селекторот и од стручниот штаб. Во секој случај ќе видите дека тоа е еден голем напредок во однос на игра, од одбрана, трансформација, неколку вида на одбрани, така да ќе има доста промени како во играчки кадар, така и во тактички елементи кои што мислам дека ќе допринесат не само сега и понатака за многу по-современ тип на игра во оваа репрезентација. Темелковски, ви благодарам за гостувањето во телевизија Нова, за одвоеното време. Уште еднаш честитки за успехот на младата репрезентација и посакувам да се радуваме и на светското првенство во Франција со добри игри, добри резултати и пласман во осми на финалето и нокаут рундата. Благодарам и на вас и се надевам дека ќе исполниме се она што македонската јавност го сака и го очекува од ракометот. Една работа завршивме, не чека второ полувреме да не речам и мислам дека убаво ќе биде и ќе се радуваме сите заедно на сите резултати на оваа репрезентација. Благодарам уште еднаш. Почитувани, тоа беше Илија Темелковски, селекторот на младата репрезентација на Македонија и еден од помошниците на селекторот Лино Червар во А селекцијата. Благодарам за вниманието, станете на фреквенцијата на телевизија Нова.